По 2 години пауза, Пастрамалијата повторно собра гости во Штип во склоп на манифестацијата Пастрамалијада. Дводневната забава на која ќе настапат многу музички звезди започна вечерва со изработка на така наречената джиновска пастрамајлија. Денашнава најголема пастрамајлија е со димензии 2 метра на 1,10 м. За неја употребивме 10 килограми свинско месо и 15 килограми тесто. Ја печевме во едно парче. Нашата фурна на Штипски сокак е доволно голема, секоја година традиционално ја печеме ние и се надевам дека ќе биде вкусна. Промоцијата на брендот на Штип Пастрамајлијата не може да помине без добра забава и конкретно осмислена програма. По 14 пат, после 2 години пауза, ја продолжуваме традицијата во центарот на Истокот, заедно со нашите сограѓани, но и со сите гости кои што вечерва ќе имаат можност да уживаат на добрата забава која што ќе ја приредат познатите музички имиња и да пробат и да вкусат специјалитет, штипски познат специјалитет пастрамајлија. Mayor told me that the Pastramaliada is the best in the country, and so I decided to come and try it for myself. And I'm sure it's going to be great. За присутните гости животот во Штип, онаков каков што беше пред пандемијата, конечно се враќа. Како не, тоа е птенумо. Народу испаднува ако да се прошета. Малце разумно да со сите се видиш овде. Се вика, испаднеш малце, да се прошеташ. Враќа се. Добро е. За во е супер. За Пастрамалијадата, да. Организаторот е убеден дека по 2 годишна пауза поради ковид пандемијата, вечерва и утре Штип ќе биде центар на забавата во Македонија. Инаку за Пастрамалијадата од општинскиот буџет се издвоени околу 4 милиони денари.